Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Кога на детето му се потребни очила, родителите често имаат многу прашања. Како се одредува очиот диоптер? Дали треба да се даде целосна корекција и дали очилата може да го расипат дополнително видот? Зошто за прецизно одредување на диоптерот кај децата понекогаш е потребно да се прошират зениците? Колку влијаат на следноста? Времето поминато пред екран и недоволниот престој на отворено врз развојот на кратковидоста. Зошто понекогаш едното стакло на очилата е покриено? За сето ова денеска разговараме со доктор Викторија Филева-Фотевска, офталмолог. Останете на Телма, а ве очекуваме да поставите прашање во програма. Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци зборуваме за очилата кај децата, колку има потреба за нив и на кој начин се одредува диоптерот во детска возраст. На оваа тема зборуваме со доктор Викторија Филева-Фотевска, офталмолог во Промедика офталмологија. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден. Добре најдов, задоволство е да се биде тука и поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Се почесто гледаме деца со очила. Дали можеби се зголемува проблемот со видот кај децата или тоа е само некој впечаток зад кој што не стои чиста вистина? Во суштина, да, може да се каже дека има тренд на зголемување на деца кои што носат очила или деца кои што имаат потреба, имаат диоптрија, иако мислам дека тоа е малце покомплексен проблем. Денешното време е брзо и модерно, самата дигитализација, користењето на мобилните телефони, таблети, компјутери играат навистина голем удел во појавата на диоптријата и во предизвикување на некакви проблеми со видот кај дечината. Иако како пораст дека навистина постои некако голем пораст, во ова време ги гледаме почесто затоа што децата во денешното време се гледаат од многу рана возраст на офталмолог, што не било пракса, например, во минатото и многу на време се откриваат проблемите кои што се препознаваат проблемите кај децата. А дали наследниот фактор има некаква улога во потребата за носење очила кај децата? Има. Наследниот фактор влијае и како влијае на тоа дали едно дете ќе биде носач на очила или ќе има диоптрија или некаков проблем. Иако не секогаш е нужно дека или 100% дека едно дете чии родители носат очила или има во фамилија позитивна анамнеза за носење на очила ќе добие или ќе развие диоптрија. Диоптријата се добива и се развива согласно анатомијата на самото око кај детето. Диоптријата не представува болест на око, диоптријата представува рефракциска аномалија или рефракциска грешка, која што е директно поврзана со анатомијата, односно должината на самото око кај човекот. Што значи тоа? Тоа значи ако ние го измереме окото од предниот дел на окото како што е рожницата, до позади, до ретината, односно до точката за јасен вид и нервот на самото око, таа должина се вика аксијална должина, како диаметарот на самата кружница. Големината на таа аксијална должина ќе ни утврди дали едно дете ќе носи очила или нема да носи. Колку аксијалната должина е поголема, тоа значи дека окцето пораснало малце повеќе во должина, тие деца добиваат миопија или кратковидост. Колку таа должина е помала, тие деца ќе имаат хиперметропија или диоптрија во плюс, а астигматизам или во народот познато како цилиндер представува вродена закривеност на продзирниот дел на окото, односно закривеноста на самата рожница, тоа е предниот џам на окото. Дали значи ова што го кажавте дека животниот стил всушност влијае врз анатомијата на окото, бидејќи вела децата што не престојуваат доволно на отворено ќе развијат проблем со видот, односно ќе се јави кратковидост? Не е директно поврзано. Или сето е посложено? Посложено, тоа е малце посложен проблем. Викаме дека децата треба да поминуваат најмалце 2 часа на отворено. Особено ова правило важи за децата кои што имаат миопија. Миопијата како диоптрија има тенденција да... Тоа е кратковидост? Кратковидост, да. Добре. Има тенденција да расте миопијата. И зошто расте миопијата? Миопијата расте затоа што детето влегува во интензивен раст и развој, се менува. Како детето расте, има шанса и да окото порасне. Како окото расте во должина, онда диоптријата расте и се менува. Поминувањето на отворено
се препораките кои што се од најновите светски препораки, дека детето треба да поминува најмалце 2 часа на отворено. Зошто? Затоа што окото се релаксира кога гледа надалеку. И кога детето е изложено на сончевите зраци, сончевиот флукс има многу позитивно влијание на забавување на растот на диоптерот. Не директно влијае самата сончева светлина или сончевите зраци, меѓутоа има бенефит во тоа да се стопира, односно да се забави растот на миопијата кај децата. Значи има некој начин како заштитен фактор. Како заштитен фактор, да. А што е со претераното изложување на дигитални уреди и екрани? Најголемата причина, влијаат. На развојот на миопијата, односно на кратковидост? Она што треба да го разјасниме е следно, дека најголемата причина за пораст на миопијата кај децата представува едукативниот процес. Што значи тоа? Тоа значи дека детето поминува многу долго време на близу. Читање, пишување, лектири, активности после школа, странски јазици. Сето тоа го тера детето да помине многу долго време на близу. Кога окото долго време гледа на близу, се јавува акомодација. Тоа е нормален процес на зумирање и акомодирање да може да се гледаме добро на близу. Кога таа акомодација ќе премине во некаков акомодативен грч, тој акомодативен грч знае да го натера окото малку да се издолжи или потенцира и промовира раст на самото око, а со тоа се промовира и раст на диоптријата. После завршувањето на едукативниот процес и сите обврски кои што децата ги имаат, тоа не е дел кој што може да го скратиме апсолутно. Кога децата се одмараат, наместо да го пуштат окото да гледа надалеку и да излезат надвор, децата ги земаат мобилните телефони. Се гледа Инстаграм, ТикТок, модерните трендови се следат, детето седи на видеоигри, компјутер и тоа е повторна работа на близу. И затоа викаме дека ние како родители и како лекари имаме право да тој дел од нивниот живот малце го скратиме, каме screen time да се скрати. И тоа време поминато на телефон може да го ограничиме во некакви граници на дозволеното и на нормалата. Јас би рекла дека тоа е 2 сати во текот на денот, користење на мобилни телефони и таблети. А кога ќе се прават паузи, пожелно е детето да гледа нешто надалеку? Апсолутно. Подобро е да гледа телевизија, бидејќи телевизорот е поставен малце подалеку, отколку да седи на телефон 2 сати во континуитет, 3 сати во континуитет. Тоа секако го носи окото во еден акомодативен грч, кој што во иднина може да промовира пораст на окото, а со тоа и пораст на диоптријата. И не е само диоптријата проблем со телефоните, него и самото изложување и долготрајно изложување на екраните кои што зрачат. Сината светлина може да направат суво око кај деца, иритантни промени кај деца, црвенило на очи кај деца кои што не можеме да го објасниме од некаква друга причина како што е инфекција или алергија. Така што не е само диоптријата, туку и целокупно здравието на окото треба да се земе во предвид. Како родителите да забележат дека нивното дете има некаков проблем со видот? Дали секогаш ќе се приближуваат многу, да речеме, до телевизорот или до екранот, до книгата? Тоа зависи од типот на диоптрија која што се развива кај детето. Кај миопите, односно кратковидите деца гледаат одлично наблизу, бидејќи имаат минус диоптрија, а далечината представува малку проблем, почнува да биде заматена. Таквите деца најчесто родителите ги приметуваат дека се доближува до телевизорот или кога сака и е заинтересирано да изгледа долгометражен цртан или некаква емисија детска на телевизорот, се доближува и многу блиску седи до телевизорот кога гледа. Близината кај нив не е проблем. И затоа помалите деца од кои што не бараме, например, да работат некакви конкретни работи, од нив не се бара да гледаат нешто многу јасно надалеку, тоа се деца кои што генерално дома се занимаваат со играчките, со цртање, со боенки, слагалици и се тоа е работење на близу, а во суштина близината кај нив е релативно добра и не има некаков проблем. Меѓутоа, доближувањето до телевизорот може да биде знак дека едно дете може би има миопија. Други симптоми кои што се забележуваат е често трепкање на очите во форма на тикови, триење на очи, фотосензитивност, не може да поднесат многу јака сончева светлина или им треба малце поголемо време да се адаптираат надвор на сончевата светлина. Вртење на глава, заземање одредена позиција на глава кога сакаат да видат нешто многу јасно надалеку или она што ние го викаме зумира кога сака кога не го бараме да ни каже нешто, некаков предмет да види во далечина.
Ги стега очите и зумира за да може да види добро, се избиструва слика. Може ли децата да имаат главоболка? Може. И таа да биде поврзана со проблемот со видот? Може, да. Кај децата кај кои што имаме далековидост или хиперметропија, тоа е диоптрија во плюс. Дечињата генерално имаат многу јаки очни мускули и нивните очни мускули имаат многу голема способност да акомодираат одредена диоптрија. Се додека таа диоптрија е во малку над дозволената граница за возрастот, се компензира изузетно добро. Детето апсолутно нема никаков проблем. Детските мускули се јаки. Тие се адаптабилни и може да искомпензираат апсолутно и поголема диоптрија. Меѓутоа, децата ќе имаат проблем повеќе наблизу. Кога ќе ги натераме да читаат малце подолго време, да пишуваат малку подолго време, да се составува некоја слагалица која бара подолго време, дечињата ќе имаат астенопски тегоби во смисла дека близината почнува да се заматува. Сака да направи пауза во текот на овие обврски кои што од него ги бараме. Па да оди да се напие вода, па да оди да прошета до соба, па да се врати назад. Може како концентрација, ќе го протолкува родителот, нема да го поврза со видот. Често го поврзува тоа со дека детето е неконцентрирано, дека е незаинтересирано, а во суштина тоа се некои знаци кои што може да укаже дека детето има проблем, има диоптрија плюс и му прави проблем кога од него бараме да работи наблизу. А може ли детето да нема никакви проблеми? Да не покажува? Може. А да има сериозни проблеми со видот? Може. Тоа најчесто го гледаме кај дечињата кај кои што имаме различна диоптрија измеѓу едното и другото око. Тоа е состојба која што ние викаме анизометропија. Секогаш може да биде за нијанса различна диоптријата на едното и на другото око. Меѓутоа, кога таа разлика во диоптријата е поголема за 2 диоптри, тогаш веќе имаме проблем. Зошто? Затоа што детето кое што на едно око нема диоптрија, а на другото око има диоптрија и е мало да каже дека кога ќе го затвори едното око со другото гледа полошо, функционира изузетно добро и најнормално. Затоа што ние кога одиме и функционираме, гледаме со двете очи заедно. И кога гледаме со двете очи заедно, детето функционира благодарение на окото на кое што нема диоптрија. Тоа око го покрива видот и на окото на кое што има диоптрија и одлично функционира. Се до моментот додека ние не го покриеме едното око и не испитаме дали едно дете гледа исто со двете очи, не можеме да знаеме дали има проблем или нема. Особено кога детето е многу мало и не знае да ни каже. Поголемите деца веќе знаат и да кажат на своите родители дека различно гледа со едното и со другото око, дека со едното око боите му се малце потемни, дека гледа малку позаматено. И затоа анизометропијата е една од најчестите причини за појава и на мрзливо око, кое што многу доцна се дијагностицира. Вообичаено тие деца функционираат без никаков проблем, а проблемот го дијагностицираме кога ќе се јават на оние обавезни прегледи систематски за прво оделение. Тогаш се веќе 6 годинки и е, да речеме, релативно касно откриен тој проблем. Колку покасно ние го откриеме проблемот, толку потешко може да го истретираме, особено кога зборуваме за мрзливото око и за амблиопијата. Доколку едното око е мрзлива, дали окото со кое што детето добро гледа исто така ќе се развива поспоро или пак може да дојде до влошување на видот? Бидејќи тоа око компензира или нема влијание? Нема да има влијание, апсолутно. Во секојдневната пракса гледаме и дечиња кои што се со некакви вродени аномалии на едното око. Едното око е неразвиено и функционира цел живот со едно око. Меѓутоа, кога имаме две здрави очи и имаме причина која што може да ја истретираме, зошто да не? Нема да трпи здравото око на сметка на мрзливото око. Но кога имаме две здрави очи, треба да ги направиме да тие здрави очи функционираат заедно во баланс, да на тоа дете му овозможиме да и со двете очи гледа 100% или максимално го излечеме видот од секој око поединечно и му овозможиме да детето има добар бинокуларен вид, односно да гледа 3D. Стереовидот да му се развие да биде како треба. Познато ли зошто едното око се случува да гледа многу послабо во споредба со другото? Амблиопијата или мрзливо око може да се појави заради неколку причини. Тоа е мултифакторијална. Постојат различни типови на причини кои што можат да доведат до појава на амблиопија или мрзливо око кај дечињата.
Како најчеста причина ја земаме диоптријата, значи диоптрија или различна диоптрија на десно и на лево око, многу висока диоптрија од многу рана возраст, како што е тоа малигната миопија, деца кои што имаат диоптрии со -10, -12, па и поголеми диоптрии. Висока плюс диоптрија, хиперметропија со висина на диоптријата плюс 5, плюс 6, плюс 8 и уште поголема диоптрија. И таквата диоптрија може да биде причина за појава на мрзливо око едно или двете заедно, зависно за каква висина на диоптријата станува збор. Но освен диоптријата, втората најчеста причина за појава на мрзливо око или амблиопија е страбизам. Тоа е кога двете очи не се поставени во еднаква положба, кога едното око бега. Да. И обично мозокот секогаш бира едно око доминантно, тоа ни е предодредено од раѓање. Едното око секогаш ни гледа малце подобро од другото, исто како што десната рака кај десничарите пишува малце подобро од левата рака. Ако едното око гледаме дека е страбично или имаме почесто кривење на само едно око на одредена страна, шансите да тоа око развие амблиопија се многу големи. Вродени аномалии како што е вродената катаракта. Конгениталната катаракта е исто една од почестите причини за појава на мрзливо око кај малите деца. Заматената леќа представува пречка, тоа е веќе органска причина. Тоа представува пречка во преносот на светлосните зраци да дојдат до ретината и самата ретина тие светлосни зраци да ги упати до центарот за вид кој што е локализиран во мозокот. Кога ќе се тргне катарактата, тогаш веќе почнуваме полека да го развиваме видот на окцето на кое што претходно сме имале некаква препрека. Вродени аномалии во смисла хипоплазија на очен нерв, недоволно развиен очен нерв, недоволно развиен центар за јасен вид или жолта дамка, односно макула. Тоа се веќе малце потешки органски заболувања и посложени, кај нив амблиопијата многу тешко се третира. Значи многу е важно да се најде причината зошто настанува мрзливо око и истата соодветно да се истретира. Така. Кога детето ќе појде на офталмолог на преглед, што тој преглед ќе вклучува? Дали мерењето на диоптерот со апаратче е доволен? Апсолутно не. Зошто? Да, постојат апарати, тие се викаат ауторефрактокератометри, кои што се наменети за мерење на диоптрија. Кај децата, прво, детскиот преглед треба да се адаптира за возраста на самото дете. Не секое дете е доволно големо за да седне, да го ставиме на апарат, за да можеме да му измериме диоптријата со помош на апаратот. Постојат и детски апарати кои што се мобилни во рака, рачни апарати кои што можат од прилика да измерат диоптрија. Меѓутоа, таа диоптрија измерена на апаратот апсолутно не ни е точната диоптрија. А не е точна? Не. Зошто? Затоа што детето акомодира. Детето фокусира, компензира, ја менува својата диоптрија. Правата диоптрија кај децата се утврдува исклучиво со капки за ширење на зеници. Да, родителите често прашуваат зошто таков преглед. Зошто да се шират зениците на детето? Па и се малку скептични и сплашени во тој момент. Да, скептични се, мислам дека капењето на капки за време на прегледот е најтешкиот дел. Така. И тоа е најчесто затоа што капките сами по себе печат малце кога ќе се стават во око, али тоа печење трае неколку секунди. А на нас офталмолозите ни е навистина многу важно да ги капнеме тие капки, затоа што само така можеме да добиеме реален увид во тоталната диоптрија на самото дете. Кога имаме тесна зеница и кога очните мускули работат и акомодира окото, диоптријата може да ни се менува. Што значи тоа? Децата кои што имаат минус диоптрија, кога акомодираат, малку ја покачуваат својата диоптрија. Па таа диоптрија измерена само на тесна зеница на апарат е доста повисока од она што реално детето треба да носи. Обратно е за хиперметропијата или за диоптријата во плюс. Кога мериме диоптрија во плюс кај дете, заради способноста да акомодира, она има способност да крие во себе диоптрија. Тоа е онај дел од диоптријата што ние викаме латентна или скриена диоптрија. На самиот апарат ќе се покаже многу помал плюс отколку реалната плюс диоптрија која што детето со себе ја носи. А кога препишуваме очила, очилата треба да се препишат според вкупната диоптрија која што детето ја има, односно диоптријата која што ја добиваме на широка зеница.
Ширењето на зеница не прави проблем, ниту може да предизвика трајно оштетување, да остане зеницата широка. Единствено е проблем дека после тоа ширење на зеници, дечињата гледаат малку матно, неколку часа после прегледот, бидејќи ефектот на капките за ширење зеници трае малку подолго. Така што оној заматен вид кој што децата го гледаат, близината им е лоша, ништо не може да видат бистро, се им смета, широката плачат, да, широката зеница е причина за поголема количина на светло да влезе внатре во око, па се многу повеќе фотосензитивни, па не може да излезе надвор, меѓутоа тоа се поминува. Минливо е. Минливо, апсолутно. А ние како офталмолози, нас ни е тоа многу важно да знаеме што точно треба да му препишеме на тоа дете во своите очила. Како тоа би било добро. А дали мерењето на диоптријата зависи од возраста, односно дали иста диоптрија се толкува на ист начин кај мало дете, да речеме на една година, 2 години, 3 години, поголемо, 10 години, 11. Исти е пристапот. Исти е? Одредувањето на диоптријата е исти. Кога ќе дојде дете на преглед, најпрво се адаптира прегледот во однос на возраста на самото дете. Ако имаме вербално дете кое што препознава букви, препознава броеви, помалите дечиња препознаваат сликички, тоа дете се седнува на столче и му се зема видна острина. Значи, кога дете соработува е многу полесно. Тоа дете ќе го испитаме колку ни гледа со едното око надалеку, колку ни гледа со другото око надалеку, колку тоа дете гледа добро наблизу. Се испитува стерео видот кај дечињата, бидејќи тој ни е многу важен, тоа ни е знак дали детето гледа со двете очи заедно во исто време. Ако на тие стерео тестови кои што се многу едноставни и се детски, на нив има одредени сликички како маче, кола, кукичка, да, тоа е нешто што да речеме децата после втората година од животот, па дури и порано веќе го препознаваат и знаат да го кажат. Ако на тие стереотестови најдеме дека нешто не е во ред, ако не ги препознава како треба, онда нас ни е тоа водич да помислиме дека можеби се работи за некаков проблем во бинокуларното гледање. Дали е тоа диоптрија, дали е тоа страбизам, дали е скриен страбизам или некаква многу потешка, да речеме, патологија. Откако ќе го извршиме прегледот и ќе видиме детето со кој око колку ни гледа, следи оној најтешкиот дел, капење на капки за ширење на зеници. Капењето на капки се прави така што се капат капки веднаш после, ќе седне дете во чекалната, го накапуваме со капки. После 10 минути капеме уште еднашка од капките и после второто капење треба да почекаме најмалце 20 минути за да ефектот на капките го постигне својот максимум. Ама треба да мижат во тој период? Генерално е добро да мижат, ама не може секој дете да седи да мижи, така што нема потреба. Значи не се фокусираме конкретно на тоа дека дете мора да седи во чекална и да мижи. Ниедно дете не може да седи 40 на минути мирно на место со затворени очи. Поголемите деца веќе да, овие помалите ги пуштаме малку да се играат во чекалната. Чекалната е во промедика офталмологија кај што е мојата амбуланта и јас работам, чекалната е како игротека. Така што децата имаат еден куп работи кои што може да ги прават додека чекаме да ни се прошири зеницата, односно додека чекаме капките да го постигне својот ефект. Потоа детето се враќа назад во амбуланта и се врши ретиноскопија. Ретиноскопија се врши и кај возрастни. Значи, тоа е оној најправилниот начин на одредување на диоптрија. Возрастните, акомодацијата кај возрастните постепено опаѓа и способноста да кај возрастен човек да изакомодира 2-3 диоптрии е сведена на минимум, многу ретко. И затоа возрастните викаме дека се добри кандидати да седнат на апаратот за мерење на диоптрија и по тој апарат ние да се водиме за висината на самата диоптрија. Кај децата тоа не е случај и затоа децата подлегнуваат под испитување кое што ние го викаме ретиноскопија. Тоа е рачно одредување со помош на ретиноскоп апарат, рачно одредување на вистинската висина на диоптријата. Откако ќе одредиме диоптријата, потоа следи проверка на очното дно, да видиме дали е окото здраво, да видиме дали е ретината здрава, крвните садови, макулата, очниот нерв и на крај со сите овие анализи и податоци оформуваме една конечна дијагноза и пристапуваме кон третман на истата доколку има потреба. Дали детето треба да земе очила со потребниот диоптер, измерениот,
или пак може да се земат очила со малку послаб диоптер? Тоа е често прашање на родителите, може ли да земеме послаб диоптер додека окото на детето се навикне? Во суштина, ниедно дете на ниедна возраст не одбива очила со добра диоптрија, бидејќи истите тие очила на тоа дете му овозможуваат да функционира и да гледа добро. Но родителите Родителите знаат некогаш да кажат многу е голема диоптријата, мора ли да дадеме од старт толку голема диоптрија. Школите се различни, постојат и двете школи се точни. Едната школа вика да, почетните првите очила треба да бидат со малце помала диоптрија, со цел детето да се адаптира, зашто тоа е нова ситуација за него. Тоа е нова ситуација да стави очила од сабајле која ќе стане на глава, тие очила да стојат на глава цело време, да детето се навикне да функционира и да ги извршува сите обврски со очилата на глава, додека другата школа која што еве јас лично ја практикувам е дека на детето треба да му се даде диоптрија која што од старт е точна диоптрија и права. Нема зошто детето да не се навикне на правата диоптрија, затоа што мозочињата кај децата се многу еластични и децата се многу адаптабилни и ќе се навикнат на се што ние ќе му го дадеме. Родителите малце потешко се навикнуваат, меѓутоа самите деца како да имаат проблем да се навикнат со очилата е многу ретко. Да, можеби има адаптационен период првата недела дена од давањето на очилата додека дете не се адаптира и не се научи, па знае понекогаш да се пожали дека гледа дупло, чудно, предметите ми се малку зголемени, гледам дупка во подот кога одам, потешко се симнуваат по скали, меѓутоа тоа се симптоми кои што многу брзо поминуваат. И кога на детето ќе му дадеме диоптрија како треба и добра диоптрија, тоа дете е ново дете, препородено. Што ако носи сепак послаб диоптер од потребниот? Не потребниот? е проблем ни тоа, нема да представува проблем. Во суштина тоа треба да им се објасни на родителите кога даваме послаба диоптрија. Треба да се објасни дека да, сега ќе дадеме малце послаба диоптрија од реалната диоптрија која што детето треба да ја носи. Што значи тоа? Тоа значи дека даваме одреден период на детето да се адаптира на носењето на очила, меѓутоа многу брзо после давањето на тие први очила треба да се вратат на контрола и да се до промени диоптријата и многу брзо да се стигне до онаа диоптрија која што детето треба да ја носи во очилата. Ако на едно дете му дадеме послаба диоптрија, детето секогаш ќе добие бенефит од диоптријата. Така, без разлика дали ако дете има -2, сме дале диоптрија со -1, еве да почнеме со некаква диоптрија, тоа дете апсолутно ќе го види бенефитот од очилата. Тоа ќе погледа многу подобро. Меѓутоа, нема да го гледа она што неговиот врсник кој што нема диоптрија може да го види. И затоа викаме дека може да се дадат очила со послаба диоптрија, меѓутоа многу брзо после давањето да се стигне да во очилата се носи диоптријата која што навистина треба. Очилата, што е целта на очилата? Целта на очилата е на дете кое што има диоптрија, му овозможиме да функционира и да гледа исто како што гледа негов врсник кој што нема диоптрија. А постои ли некаков ризик поради носењето очила, видот дополнително да се влоши? И така убедување постои? Генерално не, ако диоптријата која што се дава во очилата е правилна и е точна, тогаш што, не што може да се... диоптријата е поголема од потребната? Ако се даде прекумерна, прекумерна диоптрија? Тоа најмногу може да се случи кога на детето му се дава диоптрија баш она по апаратот кој што го измерил диоптерот, како што испомнав претходно. Минусите знаат да дадат малце повисока диоптрија од реалната која што ја носи детето. Детето ќе биде окей, ќе се навикне, ќе функционира добро. Ама зошто да носи поголема диоптрија од она што реално треба да го носи? Бидејќи во еден момент од неговото растење ќе стигнеме ние до ширење на зеници, така ќе стигнеме до тоа да ја утврдиме правата диоптрија и тогаш многу ќе ни биде потешко да го навикнеме детето на послаб диоптер ако претходно носел многу поголем и се навикнал да гледа со тие очила. Многу ќе ни биде потешко да го навикнеме на малце помала диоптрија. Ќе се буни, нема да гледа. Тешко ќе биде. Адаптацијата ќе биде малце потешка, подолга. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна. Ги очекуваме вашите прашања, можете да дадете и ваше размислувања, па и да споделите ваши искуства за вашите деца кои што носат очила или пак имаат потреба од едно вакво помагало. А што со оние мали дечиња кои што треба да носат очила, но не може да трпат ништо на нивното лице, па ги вадат, па родителите се плашат да не се повредат при тоа и слично?
Денеска постојат очила кои што може да се носат и на 0+. Значи бебињата кои што се раѓаат со катаракта се генерално кандидати за носење на очила. Кога ќе се извади катарактата, потребни му се очила на тоа дете да почне да се развива видот онака како што требало, бидејќи претходно не може. Постојат очила кои што се свитливи, кои што се виткаат и при тоа не може да се скршат. Стаклото не е стакло, него е пластифицирано. Многу ретко може дете да скрши очила и при тоа да се повреди. Се случувало како дете со очилата падне и се удри директно со очилата, падне на некаков камен, ќош од маса, па го крши стаклото и тоа автоматски предизвикува повреда. Меѓутоа, денешните очила кои што постојат, има апсолутно очила за секаква возраст. Тие се лесни очила, не предизвикуваат кремпавење на ушите, не тежат на самиот нос. Сега, колку ќе бидат тешки самите очила во суштина ќе зависи од големината на диоптријата. Меѓутоа, оптичарите ни се денеска толку модерни да стаклата, ако се поголеми или малце подебели, тоа дете треба да носи малце поголема диоптрија и самото стакло автоматски е подебело. Меѓутоа, постојат индекси на истенчување на тие стакла се тенчат и се ставаат во очилата, така што прво да не се познава, да детето естетски изгледа добро и второ да не сметаат на лицето на самото дете. Навиката на едно дете да носи очила, да, некои деца се навикнуваат малце побавно, некои деца ги ставаат очилата од првиот ден и не сакаат да ги извадат од себе. Така што, кога родителите ќе сватат зошто нивното дете има потреба да носи очила, мислам дека тие се главните двигатели понатаму дали детето ќе носи редовно очила или не. А што со поголемите? Се случува ли да не сакаат да носат очила заради имидж? Се случува. Се случува заради Па и заради коментарите на врсниците. Точно, да. Децата кои што се школски деца, децата кои што се многу близко до пубертет, тие деца се, да речеме, по-склони да ги извадат очилата кои што претходно ги носеле редовно и функционирале баш добро со очилата. Родителите знаат да ми кажат почна да ги вади на очарите. Вадењето на очилата најпрво родителите ќе помислат дека диоптријата не е добра, дека диоптријата се променила, па ќе дојдат на преглед, па ние ќе видиме дека диоптријата е иста. Во суштина причината е дека децата се тинејџери, дека едноставно имиџот им смета, дека имаат коментари од своите врсници дека се носачи на очила, булингот кој што денеска е апсолутно актуелен во школите за се, па и за очилата. И тоа може да е причина да некои од поголемите деца ги вадат на очарите, ги кријат. Децата кои што се зависни од очилата и кои што очилата им треба да добро функционираат, а во меѓувреме патат од некаков булинг или не сакаат да носат очила, ги кријат на очарите. Кога се со своите врсници во школа, тоа се врсниците кои што ги знаат уште од претходно, научарите ги носат за да може да видат добро на таблата што пишува, да може добро да се препише, да може да се следи часот добро и потоа научарите ги вадат и ги ставаат во торба. Да. Кога се на одмор, кога се со други деца, кога се во школскиот двор или кога излегуваат надвор со врсниците на прошетка. Страшно. Па, треба да се работи многу. Многу треба да се зборува. Треба да се има и трпение. Со децата најважно е трпението. Секој дете ќе си дојде до своето. Да се запостави скроз и да се пушти дете да се однесува баш оно како сака и како не треба, и тоа не е добро. Меѓутоа да се најде некаков компромис со тие деца, апсолутно сум за. Контактните леки се многу добра замена за очилата. Може кај деца да се употребуваат? Може кај деца да се стават, иако не практикуваме да препишуваме контактни леки кај деца кои што се по тебе, да речеме 13-14 годишна возраст. Девојчињата како такви почнуваат малце порано да се шминкаат. И тие се, да речам, повични во однос на и во порана возраст може кај таквите деца да дадеме контактна леќа, бидејќи се способни да прво ја одржуваат чистината на леќата
имаат добри хигиенски навики и се може да си ја стават леќата и сами во око. Кај машките чекаме малку да посозреат. Машките се поактивни физички, поактивни се спортски, тие и со добра хигиена, викаме дека повеќе покупуваат времето надвор во прашина, земја, фудбал, кошарка, боречки вештини и сето тоа може малце да биде причина да не даваме контактни леки кај малце по млади тинеџери. Меѓутоа, ако се работи за дете кое што одбива да носи очила, не може да функционира, не гледа добро во школа, не може да препише добро тоа што е напишано од таблата и при тоа упорно одбива да носи очила, тогаш мора да се најде компромис. Тогаш родителите ќе ги научиме како да му ставаат контактни леки на своето дете, ќе му ги стават од сабајле, ќе му ги извадат по планне, кога тоа дете ќе се врати дома и нема други обврски, не мора да излегува надвор или и да излезе надвор може да стави очила или да изфункционира некако и без очилата. Но со контактните леки да биде покриено со добра диоптрија и да има добар вид во најголем процент од денот. Така, што е исклучително важно. Да. Често пати исто така можеме да видиме деца на кои што едното стакло од очилата им е покриено. Зошто е тоа така и што се постигнува на тој начин? Лепенката или покривање на едното стакло не е третман кој што го користиме за мрзливо око или амблиопија. Кога имаме мрзливо око, односно едното око гледа 100% и постигнува 100% видна острина, а другото око не постигнува максимална видна острина и со дадени очила и со многу добра корекција, тогаш зборуваме за мрзливо око. Како го третираме мрзливото око? Така што го блокираме видот на окото кое што не е мрзливо и е здраво, за да на мозокот му кажеме дека во глава има уште едно око кое што треба да се развива и може да гледа добро и исто како што гледа другото око. Лепенката и во денешно време кога технологијата е изузетно напредната, најуспешниот третман на мрзливо око и амблиопија е лепенка. До ден денес лепенката е единствениот метод со кој што успешно може да истретираме мрзливо око. Она што ме прашате на очилата дека се гледаат дали е подобро на очилата лепенка или на окото? На окото. На окото? Правилното лепење и правилниот третман на амблиопија е дека лепенката треба да се стави вака, директно на око. Врз лепенката се ставаат очилата и детето во одреден временски период додека е дома треба да функционира само со едно око. Со тоа око што гледа послабо. Со тоа око што гледа послабо, така е. Ќе продолжиме каде што запревме, бидејќи имаме гледач, да му дадеме предност и да не чека предолго. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам. Најпрви поздрав до вашата прекрасна гостинка, која што е наша докторка. Значи, мојата внукичка е нејзин пациент, се работи за мало детенце со страбизам. Носевме лепенка и диоптер на очарчиња. Сега веќе сме на бифокални наочари. Моето прашање до докторката е следно. Значи, ние не ги направивме наочарите, меѓутоа случајно еден пријател кој што помина, ме опомене дека кај деца бифокалот требало стаклото да биде пресечено на половина, а не малку подолу од половината како кај возрасни луѓе. Па ме интересира докторката мислење дали е тоа вистина или дали треба да ги земеме нови стакла за детенцето. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и за ова многу корисно прашање. Повелете. Голем поздрав до моето мало пациентче. Бифокалните очила се даваат кај деца кои што имаат езотропија, односно кривење на окото на кај носот, навнатре, и имаат ексцесна конвергенција. Тоа значи дека кога детето гледа наблизу, има многу поголем агол на кривење отколку кога гледа надалеку. Тоа се коригира затоа што има многу јака акомодација и конвергенција и односот помеѓу акомодативната конвергенција и акомодација е доста поголем кај тие деца. Тоа се блокира со помош на бифокални очила. Стандардните бифокални очила се прават како кај возрастните кога даваме бифокали, за да може со едно стакло да гледа човек и надалеку и наблизу добро, да не мора да меша два пара очила. Се прават на горниот дел се дава диоптријата за далеку, а на долниот дел се дава диоптријата за близу. Како ќе се изработат бифокалните очила, постојат повеќе начини. Кај децата
точно е тоа дека може да се направи на средина на стаклото, односно во ниво на зеницата, и затоа оптичарите кога правиме бифокални очила треба и детето да биде присутно, за кога ќе ги стави на очарите добро да измери на која висина се наоѓа зеницата и на таа висина да го подели стаклото. Меѓутоа тоа знае во секојдневното функционирање на децата малку да засмета. Значи стаклото на пола. Детето не секогаш очилата ги носи горе. Очилата знаат малце да се спуштат надолу. И естетски да изгледа многу по-лошо за самото дете, а во одредени ситуации да детето не може да се снајде во кој дел од очилата треба да гледа. Бифокалните очила кои што се прават за деца се прават нешто слично како за возрастните, меѓутоа долното џамче се поставува малку повисоко близу зеницата за да детето може да го користи правилно во носењето на очилата. Децата кои што знаат да користат бифокални очила, веднаш ги препознаваме. Им треба малце време и на родителите јас им објаснувам како да му помогна на своето дете да ги научи своите бифокали и како правилно да ги носи. Значи кога го тераме детето да гледа надалеку, гледа низ горниот дел од стаклото. Кога јас ќе го замолам да ми види нешто наблизу, тоа ја подкрива малце брадата и окото го насочува точно во оној дел од стаклото кое што е дадено за да може да гледа треба да наблизу. научи да ги користат. Треба малце да дете свати како треба да ги користи бифокалите. Брзо тоа се учи. Јас имам дете кое што носи бифокални очила, така што точно знам колку лесно и брзо ја научив. Али дека треба време, треба. И вашето дете носи Да, очила? моето дете носи бифокални очила. Значи нема потреба гледачката што се јави дека минува мора да се стави, апсолутно не мора. Единствено што е важно е дека кај децата припишуваме бифокални наочари, оптичарите често им препорачуваат да стават invisible, да не се познава бифокалот, или да стават мултифокални очила. Мултифокалните очила кај деца не се препорачани и тие никогаш не ги препишувам. А invisible бифокалите да не се познава џамчето, да не се познава како скршено дека е стаклото на средината, тоа може да се направи во иднина кога детето ќе научи како да ги користи бифокалните очила. Но најнапред треба да научи. Треба да научи, да. Кога зборуваме за покривање на едното око, односно окото кое што послабо гледа, мрзеливото, не, окото што подобро гледа се гледа, за може мрзеливото око да се активира. Колку време треба да се носи таа лепенка? И што доколку детето не е доследно во терапијата, односно не ги носи редовно, не сака да лепи очилата на кои што има лепенка, или пак не сака окото го таман работа да рече, не сакам, ни пречи. Колку долго трае третманот на амблиопија зависи прво од причината зашто таа амблиопија настанала и колку е длабока амблиопијата во времето кога првпат сме ја дијагностицирале. Значи ако едно и како и возраста на детето. Колку покасно ја дијагностицираме амблиопијата, толку потешко ќе ни биде да ја До која возраст е најоптимално да се коригира овој проблем? Најдобро е да се најде најрано. 2 години, годинка дена. Не постои возраст која што не може да се види на офталмолог. Значи сите од 0 плюс па нагоре децата може да се однесат на офталмолог. Јас викам дека треба сите деца да се видат на офталмолог, без разлика дали дома родителите приметиле или не приметиле проблем во видот. Да има еден систематски преглед и на таа возраст. Систематските прегледи се за првачиња многу касни. Тоа е многу касно. 6 годишно дете веќе има добро развиена комуникација измеѓу окото како орган и мозокот како центар за вид. И веќе потешко се прават корекциите. Таму многу тешко идеме да поправиме нешто што можело да се речеме да се фати на време. Кај дете од 2 години мозокот е многу поеластичен, видот тогаш почнува интензивно да се развија. Од 2-та година, 3-та година од животот, па се до 8-та година викаме дека видот се развива постепено и се осигурува таа добра комуникација измеѓу преносот на сигнали од окото до центарот за вид во мозокот. Ако едно дете го фатиме на 2 години, шансите да таа амблиопија ја излечиме успешно и скроз да се излечи се 100% не, 99%. Дете кое што ќе го фати, амблиопијата е реверзибилна огромна може за подобрување, односно за решавање на проблемот. Колку дома децата лепат и колку се секојдневно посветени на времето кое што ќе кажеме дека треба да го поминат со лепенка, зависи од возраста. Децата од 2-та година, 3-та година во животот лепат 2 часа во денот во континуитет. Како детето расте или покасно го дијагностицираме или има малце подлабока амблиопија, времето може да се зголеми до 4 часа. Многу ретко зголемуваме до 6 часа во текот на денот.
бидејќи многу тешко изводливо е да се залепи око 6 часа во текот на денот, особено ако се работи за дете кој оди во градинка, дете кој оди на активности, дете кој што е во школо. Лепењето во градинка и во школо не го препорачувам. Иако имам родители кои што ми кажуваат дека успешно го лепат детето само во градинка. Само во градинка? Да, дека дома имаат проблем да го натераат своето дете да залепи, да тоа стои во континуитет. Во градинка учителките и наставничките во градинките имаат малку поинаков авторитет. Децата генерално ги слушаат, така што успеваат во градинка. И ако тоа не е проблем, и ако детето апсолутно нема никаков проблем во градинка да лепи, јас уопште. Може слободно, само да се залепи. Само да секојдневно тоа се практикува. Секојдневното лепење на окото, оно колку што треба да се лепи во континуитет, ќе даде многу позитивен резултат и добар успех. Децата кои што лепат денес 2 сати, утре пола сат, 2 дена пауза, пак почнуваме третиот ден сат и пол, четвртиот ден 2 сати. Тоа е не ефективно лепење. Апсолутно. Не може да се очекува резултат? Не. Може да се очекува резултат минимален. Нема да се очекува резултатот кој што јас би го очекувала како доктор кога ја давам терапијата да се спроведи онака како што е. Доследно следење на терапијата. Апсолутно. Дисциплинирано. Дисциплинирано секој ден, без престан. Сега, откако ќе се подобри видот на мрзливото око? Дали веднаш се прекинува со терапијата или пак постепено? Не. Од 4 часа носење лепенка, може ли Ќе го преку ноќ да намалиме се... на 2. На 2? Да. Постепено? Постепено. Прекинувањето на лепењето и многу ќе зависи од возраста на детето. Ако на 3 годишно, 4 годишно дете сме открили дека има амблиопија, сме почнале со третманот бил успешен. Лепењето на око не е со недели, лепењето на око е со години. Тој третман знае некогаш да трае повеќе години, да трае повеќе месеци. На првиот преглед, кога ќе дадеме третман за амблиопија и ќе кажеме сега, од утре вашето дете треба да го лепи десното око по 2 часа секој ден. На контрола го викам за 2 месеци. За 2 месеци е доволно долго да детето најпрво се адаптира да лепи дома око секој ден и да Сигурно се тоа и го плаче спостави. помали да на почеток. Сигурно. Сигурна сум дека многу им е тешко. И им го кажувам тоа на родителите, дека не е едноставно да залепиш око и да функционираш дома. И викам на родителите, залепете и вие дома заедно со вашето дете, вие кои што немате проблем и кои што немате мрзиво око и кои што очите ви гледаат исто и десно и лево, залепете 2 сати со вашето дете дома лепенка и видете колку е тешко да се снаоѓа едно дете со едно око. Особено со око со кој што гледа послабо. Гледа, така е. И затоа на почетокот додека детето не се навикне, даваме период да помине недела, 2, додека тоа почне, додека свати дека треба да го лепи, додека свати што може да прави со амблиопното око, додека ова здравото е залепено, а што не може да прави, така што нема да го форсираме детето да прави работи кои што не може да ги направи заради слабиот вид. 2 месеци се идеално да го видиме на контрола. На таа прва контрола гледаме дали имаме некаков ефект и самите родители дома ќе го приметат тоа и на преглед ќе ми кажат: на почетокот имавме многу проблеми, не сакаше да лепи, не можеше да функционира, многу беше тешко, али после 2 недели стана се полесно и дури и децата сами, само ме подсетува дома, мамо остави ми лепенка или мамо денеска да не заборавиме да лепиме, затоа што детето само го сфаќа бенефитот од таа лепенка. Саќа дека ова око кое што претходно било слабо и не функционирало, почнало да функционира. Кога ќе извади лепенката после 2 сати и си ги продолжи очилата, двете очи почнуваат некако да гледаат заедно, без разлика што овде уште имаме време да треба тоа око да го форсираме за да прогледа. Кога мрзливото око ќе го доведеме до тоа да ни чита исто како што чита окото кое што не било мрзливо, викаме дека тука сме некаде до максимумот на третманот. Ако детето е 5 годинки, нагло прекинување на лепенката, од денес не лепите повеќе, и нагло прекинување на лепенката може да предизвика малку да се уназади и малку да падне видот на ова око кое што претходно сме го вежбале. Ако сме стигнали да детето гледа 100% и чита до последниот ред на таблата, наглото прекинување на лепенка кај помали деца може да предизвика повторно доминацијата мозокот да ја земе на ова око кое што и генерално било доминантно
и да видот на левото око падне за 1 до 2 реда. Ако тоа се случи, ја враќаме лепенката назад и онда повторно постепено. Затоа викаме нагло прекинување не би требало. Би треба постепено да го намалуваме и да сме сигурни дека на крај кога ќе ја тргнеме лепенката, дека видот ќе остане на тоа ниво. И сосема накратко. Дали секоја измерена диоптрија бара очила? Например, дали исто се третира кратковидост, далековидост или пак цилиндер? Цилиндер. Не секоја измерена диоптрија бара носење на очила. Миопите генерално да, скоро сите миопи им требаат очила. Ако висината на миопијата е мала, минус 0,5, минус 0,75 и дете гледа добро, постигнува 100% вид и нема тегоби во секојдневното функционирање, може би да не изфорсираме очила, кои што генерално ќе ги добие некогаш во иднина, затоа што тенденцијата на таа миопија да расте стои и миопијата ќе порасне. Хиперметропите, децата кои што имаат диоптрија во плюс, дали ќе добијат очила или не, зависи од висината на диоптријата. Ако на дете од 3 годишна возраст најдеме на широка зеница дека има плюс 2, плюс 3, онда не брзаме со давање на очила, затоа што таа диоптрија сметаме дека е во граници на физиологијата и нормалната и дека како дете расте таа диоптрија ќе се намали и ќе се стабилизира. Ако мериме диоптрија која што е поголема од она што очекуваме за возраста на детето, апсолутно треба да дадеме очила за да детето може да функционира добро и да нема астеновски тегоби. Цилиндерот секогаш се коригира. Аха. Цилиндерот се коригира ако е повисок од плюс 1 или минус 1. Еве, да речеме дека физиолошки цилиндер или астигматизам го рачунаме 0,5, 0,75. Секој цилиндер кој што ќе е над оваа висина, треба да се даде во очила. И треба да се даде фул, секогаш, од старт. Ако дете има минус 4 цилиндри, во наочарите минус 4. Не минус 2, не минус 2,75, не минус 3, минус 4. Така што цилиндерот е нешто што секогаш бара корекција. Има уште многу прашања на кои што би сакала да побарам одговор од вас, но секако отворена е поканата за уште едно ваше гостување во оваа емисија. Ви благодарам, Марија. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство на 8 месеци. Почитувани, ви благодарам и вам што бевте заедно со нас и ви посакувам пријатен ден.